Здраво живо, јас сум Димче, добродојавте во уште едно мое видео. Ова е можеби едно од најдрагите видеа кои што ги снимам, затоа што прославувам 1 година од постоење на YouTube каналот Сонцогор. За оваа година ви снимив 136 видеа, поминавме многу време заедно, ви благодарам од срце за тоа. Во продолжение следуваат некои од најинтересните видеа кои што ви ги издвоив да ви ги покажам. Уживајте во видеата за прослава на роденденот на Сонцогор. Накнадно ќе снимам видео и ќе ве известам. Значи, ви благодарам од срце, драги луѓе. Ви го посакувам секое добро. Ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека и ви уживавте во оваа 1 година со мене како што јас уживав. Во продолжение погледнете ги некои од моите најинтересни видеа кои што јас ги издвоив за вас или видеа кои што предизвика најголем интерес кај вас. Ви благодарам и се гледаме. Повелете со мене, одиме да истражиме оваа пирамида зад мене. Видеото со пирамидата предизвика голем интерес. Драго ми е за тоа. Пирамидата е фасцинантно место. Пирамидата е висока 666 метра, направена е од поединечни камења и се верува дека е една од најстарите пирамиди на светот, затоа што е правена од мали камења, а не е правена од големи блокови. Така да ви благодарам за интересот на ова видео. Еве да се подсетиме малку на тоа видео. И јас си поминав супер на пирамидата, често одам таму, се полнам со енергија и едно моќно енергетско место. Погледнете само ова. Ова е замокот во близина на Куманово, се фасцинирав од убавината на ова место. Ова е покрај самиот пат Куманово Крива Паланка, односно камените храмови кои што некогаш биле можеби и 10. Сега го успеав да го пронајдам само овој храм, ви го снимав. Исто така целото видео го имате на YouTube каналот, да не се потсеќам, сите овие видеа се само делови од видеата кои што ги снимав изминатата година на каналот, кои што предизвикаа голем интерес, како што овој камен храм, па да се подсетиме малку на него. Ова место ми е можеби најомилено во Македонија. Големиот Штрковец се вика местото, полно е со камени кугли. Некои од камените кугли се високи, дури големи 2 метра, што представува една светска реткост, една убавина и секако голема мистерија. Јас не можев да си дојдам на себе кога бев на ова место, не можев да најдам зборови, но ви снимав едно видео. Секако сите овие места ќе ги посетам и нареден пат, затоа што сум се осетил прекрасно на овие места, посебно на ова место со камените кугли, самата природа, самата околина. Тоа е нешто надвор од овој свет, искуство, и би сакал секој да може да го осети. И ова видео предизвика голем интерес, затоа го се подсеќаме на него на 1 година од Сонцогор. Ова е можеби видеото кое што ги сруши сите рекорди на мојот канал. Тоа е зидот Редени камења.
што представува едно од светските чуда, кој што го имаме во Македонија. Тоа е ѕид кој што е направен од луѓе. Не се знае од кои луѓе е направен, не се знае зошто е направен, меѓутоа има јасни индикации дека е направен од луѓе затоа што е направен од варовнички карпи, а под овој ѕид има магматски карпи и никаде во околината нема варовнички карпи. Јас земав и примерок од тој ѕид, па се надевам дека наскоро ќе успеам да го обработам примерокот и да ви кажам што испаднало од таа обработка. Ова е едно од видеата во кое што правам нешто, односно пробувам да споделам некое практично знаење кое што јас го имам околу природната градба, затоа што освен што сакам да истражувам нашата ветска историја, нашето ветско минато, јас исто така сум и природен градител, тоа ми е пасија, сакам да градам со природни материјали, па така тука ви снимав едно видео во кое што правам една мала кукичка за птици. Прва моја испадна интересно, па се решив да се навратам на ова видео. Одиме понатаму. Тука сум на Вуевската карпа, односно сончевата карпа, местото на кое што има изгравирано 365 сонца, односно за секој ден од годината по едно сонце. Карпата се наоѓа помеѓу Куманово и Крива Паланка, после Младо Нагоричани, и местото, како што гледате, е едно од уникатните места кои што ги има само кај нас, енергетски места, и е преубаво. Тука го снимам едно од моите исто така драги видеа, кои што предизвика исто така голем интерес кај вас. Тоа е собирам шишиња и други рециклирани материјали и правам кукичка од нив. Значи, ќе соберам шишиња, па ќе градам, па ќе соберам шишиња, па ќе градам. Значи, не ја правам кукичката наеднаш, туку како собирам шишиња и ја градам кукичката, па се решив да ви го снимам и јас тоа видео и да ви покажам дека може ѓубрето да го претвориме во нешто интересно, креативно и убаво. Еве, ова е делот од кукичката кој што ја правам. Уште ја правам кукичката, како собирам шишиња си градам, имам замисли за оваа кукичка, меѓутоа ми беше убаво видео и се решив да го споделам со вас во оваа рекапитулација на изминатата година. Ова е кај мене во еколошкото село Сонцогор, а ова е Баргала, местото на водата, местото каде што се раѓале боговите или местото каде што доаѓале македонците на овој свет. Исто така ми остави голем впечаток ова место. Исто така и видеото е преубаво, па се решив да ви го представам и него, затоа што, како што кажав, од околу 160-170 видеа кои што ги снимав, не можам сите да ги представам на ова подсеќање на изминатата година, туку ви издвоив само неколку интересни места и видеа на кои што јас сум се осеќал убаво и како што кажав, кои што предизвикале убав интерес кај вас. Ова е Баргала. Значи, видите ги само овие градби, овие полукружни соби, овие базенти полни со вода. Значи, ова е едно чудо од град, преубав град, се наоѓа десетина километри од Штип. И како што може да видите е реставриран до некаде, изгубен е неговиот оригинален сјај, меѓутоа тоа што може да се види дека ова бил еден голем напреден град на нашата македонска цивилизација. Јас често ги посетувам овие стари места кои што нашата мејнстрим наука ги нарекува грчки и римски, меѓутоа тие се македонски, па и како такви ќе се водат на мојот канал за секогаш. Ова е мојата пештера, јас си ја нарекувам, или порталот во другиот свет. За оваа пештера нема многу што да кажам, освен тоа дека е на некој начин направена за живење, односно приспособена од некои претходни жители. Јас само ја најдов спремна пештерата,
Значи, внатре пештерата ќе може да видите на видеото е направена како стан. Значи, таа не оди внатре во карпите, туку оди праволиниски, што представува една интересна појава и секако на место каде што некога живееле луѓе и го приспособиле за живот, затоа што има еден влез, 3 соби, 2 тараси, значи буквално еден убав стан и секако потсеќа на турската Кападокија. И се решив и ова видео да ви го снимам, да ви ја представам пештерата, а и сега да ве вратам назад на ова видео, да се подсетиме што правевме минатата година. Одиме понатаму. Ова видео е едно од поновите видеа што ги снимав, го има на каналот, тоа е камениот гуштер. Дел од некој ритуал, дел од некое наше минато, а може би и само надземен дел на една поголема структура која што се наоѓа под земја. Има многу да се истражува за овој прекрасен камен објект. Меѓутоа, еве да се навратиме на него, затоа што мене ми остави голем впечаток, а и вас. Видеото достигна 10.000 прегледи за еден ден само. Ова е исто во близина на камениот гуштер, односно во Прилепско, каде што се наоѓа местото на кое што некогаш седел Бог, односно така е одбележено ова место како сакрално, свето место, на кое што седел жив Бог. Дали тоа бил владетел, дали тоа бил вистински Бог, не знам, меѓутоа нашите предци го одбележиле како место на кое што седел Бог. Тоа се овие 3 црти. Самиот локалитет се нарекува Баба, што означува небесна душа. Баба означува дупла небесна душа или нешто повеќе од небесна душа. Тука е и големиот камен менхир или џин. Ова е клисурата на Козијачка река, која што е една од најубавите клисури кај нас. Меѓутоа, за жал е тешко достапна, нема пат до неа. Како што гледате, се оди по самата река и не ја препорачувам баш за посета, додека не се одбележи тоа место и не се направи некоја безбедна патека или не одите со некој кој што го знае тој терен, па да ви биде ваш водич. Меѓутоа, еве да се навратам и на овој водопад, затоа што преубаво беше тука. Без разлика на колку беше тешко да се стаса до таму и се што се случуваше, мора да го споделам и ова видео со вас, како што кажав, мораше да направам селекција на неколку видеа кои што мене ми се драги, и секако делуваат и изгледаат убаво. Че видите ова убаво, вау, ова е нешто преубаво. Водопади. Нашата убава Македонија. 300 чуда што ги има во Македонија. А не се 300 чуда, туку повеќе од 300 чуда се. Јас се трудам сите да ви ги покажам и се надевам дека ќе успеам во тоа. Ова е исто едно од моите понови видеа, во кое што за прв пат го видовме ликот на Крали Марко во карпите. Видовме камениот змеј, видовме прекрасни градби. И тука, значи Прилепско секогаш кога одам сум фасциниран. Секогаш се осеќам убаво, секогаш се осеќам полно со енергија и можам да кажам дека изминатава година е дел кој што највеќе го посетував. И имам снимано неколку видеа од Прилепско, а планирам да снимам уште повеќе. Тоа е од видеата кои што ги одбрав за вас. Ви благодарам уште еднаш за дружењето ова измината година и се гледаме.